Секогаш кога една постапка ќе започне со прекршување на процедурата, тоа се провлекува до самиот крај. А уште повеќе кога имаме случај на едно абсурдно обвинение кое што и самите можевте да го забележите. Се работи за една нездрава противзаконска конструкција каде што на едно место се ставаат и обвинители и луѓе кои што наводно се обидувале да им наштетат на обвинети во предметот Ореше и луѓе кои што наводно се обидувале да им помогнат. Тоа е една нездрава конструкција и тоа предизвикува на крајот да судот и обвинителство во постапката направат многу процедурални пропусти. Дури самите забележавте дека кривичниот дело кој што им се става на терет на обвинетите не постои веќе. Судот тоа го констатира, а обвинителот и понатаму продолжува да ги обвинува за противзаконско посредување, дело кое што практично повеќе не постои. Процедурата е прекршена во многу наврати, значи не се даваат докази, не ни се дадени докази на увид, не ни се дадени наредбите за посебни истражни мерки да видиме дали се спроведени законски. А еве само ќе ви кажам еден пример дека најголем дел од мерките се работи за снимки без аудиозапис. Значи сама снимка кога двајца луѓе разговараат да се достави до судот како доказ без да има тука аудиозапис, да се види содржината на разговорот, дали е нешто противзаконски или не, тоа е абсурд. Во најголем дел мерките се такви, а всушност па не ни се доставени нити наредбите за да можеме да видиме дали се спроведени на законски начин и онака како што наметнува закон.